Шефот на директоратот за проширување во Европската комисија денеска пристигна во Скопје. По отстранувањето на пречката со името, Кристијан Даниелсон е во инспекција на темпото на клучните реформи што треба да ги испорача земјава, ако сака во јуни да добие датум за официјален почеток на преговорите за членство со Европската унија. Даниелсон го снимивме по пладнето на влегување во Министерството за надворешни работи, но изјавата ја остави за утре. Danielson, what's your message for Macedonian government? I'm going to have a press conference tomorrow. Yes, we know. Have you detected any weak points in the reform agenda? Освен со Димитров, Даниелсон се среќава со премиерот Заев, вице-премиерот Османи и со министрите во критичните области во кои се очекуваат резултати. Разузнавачките и безбедносните служби, судството, борбата против корупцијата и јавната администрација. Во владиниот преговарачки тим се уверени дека не е само името на листата завршени задачи. Мислам дека формирањето на ДКСК, односно новиот закон, кој беше консензуално донесен во собранието, пакетот на медиумски закони, она што следува, законот за судови и законот за јавно обвинителство, односно решавање на статусот на СЈО и решавање на прашањето на реформиран начин на избор и именување на судиите, сето тоа дава една основа да веруваме дека можеме да очекуваме датум, да очекуваме почеток на преговорите во јуни. Да не ги заборавиме исто така и оние реформски потези во внатрешните работи, односно во разузнавачките служби. Веќе имаме оперативна ОТА, веќе имаме предлог закони за реформа на УБК, така што тоа се крупни чекори кои што се направени. Дел од нив во голема мера се на законско ниво, но веќе институциите, новите институции, реформираните се ставаат во функција и ако така ги дочекаме претседателските избори во април и мај, мислам дека треба да имаме основа да очекуваме позитивен сигнал. Можно ли е и покрај тешките политички одлуки што ги донесе владата на Заев, земјава повторно да остане без датум за прва меѓувладина конференција, што де факто е почеток на пристапни преговори со Унијата? Она што ни е нам најважно е ние да направиме се од нашата страна за да бидеме чисти и одговорни во јуни месец дека сме направиле се за да го добиеме тој датум. И токму работиме во таа насока. Секако свесни сме дека ќе зависи од таа одлука за почеток на преговорите со конкретен датум за меѓувладина конференција, дека ќе зависи од резултатот на европските избори во мај оваа година и од волјата на државите членки. Но ние сме убедени и правиме се да во јуни, крајот на јуни биде незамисливо да не се подржи Македонија за почеток на преговорите, затоа што на вистина очекуваме да бидат валоризирани сите овие чекори и тешки одлуки кои што се донесоа во изминатата година. Расположението кај голем дел од членките на Европската унија е позитивно. Секако треба да ги убедиме и оние кои што беа скептични минатата година, меѓутоа оваа година покажуваат зголемен интерес за ситуацијата во Македонија. Мислите на Франција и на Холандија? На Франција и на Холандија, мислам, секој од своји причини минатата година беа повоздржани, но ние работиме интензивно на тоа до јуни да ги убедиме дека навистина заслужуваме шанса. Ако евентуално, што јас лично не верувам, се донесе одлука за некакво одлагање, тоа секако би го сопрело оној напредок и оној раској што Македонија го покажа во изминатите 2 години и кој што би било логично да продолжи со шансата за почеток на преговорите. Ние бараме да започнеме со процесот, не да го завршиме оваа година. Дали датумот за преговори е причината преди која што можеби се тактизира со одлуката дали да има или да нема предвремени избори? Еден од клучните фактори за одлуката за предвремени избори е секако одлуката во јуни за почеток на преговорите и мислам дека сите во владата го имаат тоа предвид дека доколку се оди сега на предвремени парламентарни избори постои можност да биде тоа аргумент за некои држави да кажат дека може и да се почека со таа одлука. Европските избори ќе се одржат на крајот на мај, што значи дека актуелната комисија на Жан-Клод Јункер ќе го подготви годишниот извештај за земјава и актуелниот комесар Хан ќе се обиде во јуни да ги убеди земјите членки дека Република Северна Македонија конечно треба да ги почне преговорите за членство.